Добар ден на сите. Јас сум наставничката Билјана Димитриевска. Работам со ученици во трето одделение при основното училиште Крум Тошев. Денеска заеднички ќе ја работиме лекцијата за број повеќе и за број пати повеќе. Ова се изрази кои што најчесто ќе ги среќавате кога стануваат збор операциите собирање и множење. Целта на овој час е учениците да успеат да ја направат и да ја видат разликата на овие два израза. За број повеќе и за број пати повеќе. Кој израз, каде ќе го користиме, ќе видиме сега преку конкретни примери. Јас имам нацртано 3 цвета. Мила има 2 цвета повеќе од мене. Што е сега овде тоа што треба да обрнеме внимание? Мила има 2 цвета повеќе. Штом ги забележиме или го видиме изразот 2 цвета повеќе, тоа веднаш ќе треба да го поврземе овој израз со операцијата собирање. И така ќе добиеме задачата. 3 цвета плюс 2 цвета повеќе, односно 3 плюс 2 е еднакво на бројот 5. Ана има 2 пати повеќе. Штом го забележите изразот 2 пати, зборчето, односно изразот пати, ќе го среќаваме секогаш кога ќе ја видиме или ќе стане збор за операцијата множење. И ќе ја добиеме задачата 3 помножено со 2 е еднакво на бројот 6. Направив 2 табели. Во првата табела ги имаме броевите 5, 7, 10 и 4 и во првата табела ќе треба да ги зголемиме за 3. Во втората табела истите овие броеви ќе ги зголемиме, но 3 пати. Повторно ќе кажам, ајде да ги забележиме изразите. Зголеми за 3, зголеми 3 пати. Забележувате дека во зголеми за 3 имаме задача која што е поврзана со знакот плюс, односно со операцијата собирање. И ќе ја добиеме првата задача. Бројот 5, ако го зголемиме за 3, ја добиваме задачата 5 плюс 3 е еднакво на 8. 7, ако го зголемиме за 3, ја добиваме задачата 7 плюс 3 е еднакво на 10. Бројот 10, ако го зголемиме за 3, 10 плюс 3 е еднакво на 13 и бројот 4 зголемен за бројот 3 е еднакво на бројот 7. Веќе во втората табела, бројот 5, ако го зголемиме 3 пати, тоа ќе значи дека бројот 5 ќе треба да го помножиме со бројот 3 и така ја добиваме задачата 5 помножено со 3 е еднакво на 15. 7 зголемен 3 пати е бројот 21. 10, ако го зголемиме 3 пати, задачата што ќе ја добиете е 10 помножено со 3 е еднакво на 30 и последната задача, бројот 4, ако го зголемиме 3 пати, го добиваме бројот 12. Уште малку да ги изгледаме овие изрази преку неколку примери. Под бројот А. 6 пати поголем од бројот 3 е кој број? Повторно ќе кажам, треба да обрнете внимание кој израз е употребен во задачава. Ќе ви прочитам пак. 6 пати поголем. Штом забележите 6 пати е израз кој што го користиме во која операција? Така е, во множењето. И задачата што ќе ја добиете ќе биде 6 помножено со бројот 3 е еднакво на 18. Под Б. Кој број е 9 пати поголем
од бројот 2. Што треба да забележиме овде? 9 пати. Ова е изразот кој што ќе го среќаваме во која операција? Повторно во множењето. Одлично. Задачата што ќе ја добиеме е 9 помножено со бројот 2, а бараниот број е 18. Под В, бројот 2 за 2 поголем од бројот 18. Што забележувате? За 2 поголем. Овде немаме 2 пати. Тоа значи за 2 поголем станува збор за операцијата собирање, а задачата која што ќе ја добиете и што треба да ја решите е 2 плюс 18 е еднакво на кој број? Бројот 30 е за 3 поголем. Нема пати. Пати имаме кога станува збор за операцијата множење. А кога ќе имаме е за 3 поголем како во оваа задача, значи станува збор за операцијата собирање, а бараната задача е 30 плюс 3 е еднакво. Овие 4 примери од вас би побарала да ги препишете во вашите тетрадки и повторно да пробате самите да ги решите. Се надевам дека ги разјаснивме овие два израза кој и каде треба да се користи и кога ќе ги видиме кој знак треба да го ставиме. Довидување до следното видео.